Време веднаш да одиме на терен за да го направиме она што ви го најавивме уште од самиот почеток. Да слушнеме што е суштината на овој денешен празник кој е голем за сите верници од исламска вероисповест. Имено сите ние знаеме и сите ние нешто што правиме со нашите пријатели муслимани е разменуваме великденски јајца или баклава, нели, за овој празник. Тоа е првиот синоним храната, така е. Тоа е нешто што знаеме, но суштината е многу поголема и многу поопштирна. Велат дека е празник на простувањето, празник на заедништвото, на сплотеноста. Зошто? И што можеме да научиме сите заедно и зошто е важно да се спојуваме, а не да се разединуваме, ќе ни помогне утрово Кира. Многу убаво кажа. Не дека си ми колешка, ама секоја ти чест. Да не ги бавиме разликите, туку токму она што ни е слично и она што можеме да го споделиме. Еве го Кирил. Добро утро. Јована, добро утро. Поздрав од Батинци, од месноста Љубош, овде од пред џамијата, каде што неодамна заврши утринската празнична молитва по повод Рамазан Бајрам. Кажа и ти, денес нашите сограѓани, меѓутоа и муслиманите ширум светот, го слават големиот празник Рамазан Бајрам. За тоа која е суштината на овој празник, каква порака носи и како тие го одбележуваат, ќе ни каже Кадрија Мурич, имам и хатиб во Санџак џамија во Љубошеве. Најпрви, добро утро, за многу години честит празник. Каква порака носи Рамазан Бајрам? Благодарност до вас, до вашата телевизија, до вашите гледачи. Бајрам Шериф Мубарек Олсун, до сите оние што го празнуваат. Пораката бајрамска е таа дека денеска верниците ја имаат таа кулминација, ја имаат таа среќа, после едномесечниот пост, после едномесечните ибадети, добри дела, ја има таа радост дека денеска Аллах Џелешано им ги простува гревовите, денеска Аллах Џелешано е задоволен со нивните дела, со нивната покорност која ја искажувале во текот на месецот Рамазан. Пораката е следна, да продолжиме да бидеме добри луѓе, да бидеме добри комшии, да во нашава убава држава Македонија, каде сме си комшии сите едни покрај други, да со убава насмевка како денеска мојата и вашата, така е, и вашата почитувана телевизија која често доаѓа кај нас, на наше обострано задоволство, го шириме тој амбиент на опуштеност, го шириме тој амбиент на насмевка, го шириме тој амбиент на искрена внатрешна љубов која ќе се манифестира низ нашите ведри очи, така, која ќе се манифестира низ нашите убави дела, која ќе се манифестира низ нашите убави спомени. Пораката бајрамска денеска е, ако ние сакаме Аллах Џелешано да ни ги прости гревовите, треба да бидеме спремни и да си простиме еден на друг. Ако ние сакаме Аллах Џелешано да ни ги сокрие нашите лоши дела, и ние треба да ги сокриеме лошите дела на другиот, за да животот едни покрај други заеднички ни биде поубав, поопуштен. Така е, вие во раните утрински часови ги имате молитвите, веќе е завршена празничната молитва. Колку, како тече утринските часови, како течат, колку молитви има и што опфаќаат тие молитви всушност? Значи, во ова Санџак џамија, денеска наутро, во 5 сатот и 4 минути се обави прво сабахската молитва, па покасно во 6 сатот и 19 минути се обави и бајрамската молитва, па имаше негде околу 1000 или 1100 и луѓе преку, од прилика по наша процена, луѓето доаѓаат, прво тука му се поклонуваат на Аллах Џелешано, обавуваат намаз, потоа едни на други си честитаат, потоа одат кај своите семејства, потоа учат молитви за своите умрени и потоа си се посетуваат едни со други кај комшиите, кај пријателите, кај познаниците, со ведро лице, како што рековме, со насмевка, празнична, исполнета со љубов, со внатрешна духовна убавина.
Така еве, вие спомнавте ова празникот доаѓа по едномесечна подготовка, по пости. Колку е значаен постот и како и на кој начин е поврзан постот со денешниот празник и молитвата која што еве празнично имавте ова утро? Како што рековте, имавме едномесечен пост. Тоа е абстиненција од наутро, од изгреји сонце до зајди сонце. Луѓето не јадат и не пијат. Меѓутоа, постот не е само да абстинираме од јадење и пиење. Постот има и она своја духовна димензија, а тоа е да абстинираме од греови, од лоши дела, да абстинираме од лоши мисли, да абстинираме од лоши зборови. Ја има таа и морална димензија, каде што едни на други и едни со други подобро се гледаме, односно со едно духовно око, со едно око на солидарност, на помагање, со едно око на разноразни доброчинства. И има таа социјална компонента. Во месецот Рамазан им помагаме на оние кои се во потреба да им се помага, ги помагаме материјално, финансиски, едни на други, едни со други, заедно ги обавуваме постите, терависките молитви, тоа е посебна молитва која се обавува во вечерните часови, за да на Бајрамот биде таа кулминација, таа среќа, тоа задоволство, затоа што Аллах Џелешану ветува дека ќе им ги прости гревовите и ќе биде задоволен со оние кои правеле разноразни добри дела во покорност на Аллах Џелешану. Така е, секој празник духовноста е најважниот дел од празникот, меѓутоа некако знаеме дека оди народната традиција, народните обичаи, што предлагаат вашите обичаи во поглед на тоа што ќе се конзумира денес. Не е веќе пост, што е она што е карактеристично празнично, дали постои посебно карактеристично јадење кое што денес се јаде? Нашиот пејгамбер Мухамед алейхиссалату веселам, кога тргнал во џамија за бајрамската молитва и за сабаската, би изел неколку хурми. Тоа значи дека денеска не се пости, денеска е празничен ден и денеска тоа е знак дека денеска треба и на своето тело да му даднеме некаква сладка закуска. Традиционалното јадење, односно сладка закуска е баклавата и разноразни останати сладки. Исто така, дечињата одат убаво облечени, односно облечени во најубава облека, од куќа до куќа на домаќините им честитаат Бајрам, овие пак ги даруваат со бомбончиња, со паричиња и така натаму. За вашата редакција и за вас, ние имаме тука сладка закуска спремно, Така. баклави и останати сладки, Еве. така да Благодарам. драго ни е и покрај убавите зборови и покрај вашиот чин да дојдете да не удостоите денеска тука на нашиот празник и нешто сладко да си закусиме, односно да се засладиме. Така еве, ние пред џамијата нема да одиме во куќите, меѓутоа овде од тука ви го честитаме уште еднаш и вам и на сите верници од исламска вероисповед денешниот голем празник Рамазан Бајрам. Ви благодарам за споделените информации за убавиот поклон. Благодарам многу за честа и честит Бајрам мубарек олсу на сите кои го слават. Така еве, јас се приклучувам уште еднаш на честитките, еве само ќе кажам дека бевме пречекани како што налага редот и традицијата, во нивната вера ќе имаме можност да пробаме ние заедно со снимателот Јован Трајковски, меѓутоа ќе има и за моите колеги во студио, така што еве уште еднаш овде им го честитам празникот Рамазан Бајрам на сите оние кои што денеска го слават од овде џамијата во местноста Љубош, село Батинци. Да, Кирил, празнично во секој случај ти благодариме што ни ја доближи оваа убава приказна и благодарност до тоа што говорив, мислам дека се гледаше колку е празнично расположен, колку се обиде да не ги долови оние работи кои што можеби многумина од нас не ги знаат, уште нас од сите нас и од тебе и од овде од студиото, честит празник до сите наши сограѓани, да се живи и здрави, ќе биде празнично издание ова